Почитувани гледачи, вие го следите изборното представување на кандидатите за градоначалници, но и носители на советничките листи во општините од Југоистокот. Во ова издание разговараме со носителот на советничката листа од Единствена Македонија за општина Струмица, Александар Тасев. Господине Тасев, добре дојдовте во ТВ каналот ВИС. Единствена Македонија со своја советничка листа во општина Струмица. Кој е Александар Тасев, каква е структурата на останатите ваши колеги кои што претендираат да бидат дел од Советот на општина Струмица? Прво поздрав до водителите и до целата екипа на ТВ канал ВИС. Благодарност за одвоеното време и можност за презентација. Александар Тасев е обичен работник, возач, целиот свој живот. Предпоставам дека така и ќе остане, бидејќи не е интенција да се бави со политика и нема желба за политика, но мислам дека сега е време да се вклучиме сите заедно за да тргнеме конечно напред. Доста се враќавме назад. Така. Останатите, да? Останатите се обични работници, земјоделци, луѓе кои работат цел живот честно и поштено и никој од нив досега се нема бавено со политика. Така. За прв пат едноставно сакаат да бидат вклучени во животот на своите општини, да одлучуваат сами за себе, а не како досега да одлучуваат политички партии. Така. Ќе успеат ли да го артикулираат гласот на граѓаните на општина Струмица во Советот ако го освојат мандат, бидејќи нели преку нив ќе мора да се слушне гласот на граѓаните? Колку имаат кредибилитет да влезат во, предпоставам дека се докажани во своите професии? Не избалкани? Па да, пред се се честни луѓе кои целиот живот се трудат со пот и со мака да го извадат своето лепче, што е најнормално, за разлика од политичките листи, да кажеме, каде се 90% политичари или луѓе кои ги знаеме. Додуше ние сите се знаеме во Струмица и кои сме и што сме. Па ето, интенцијата да се некако да се смени тој состав на Советот, па да влезат и обични луѓе, да покажат дека обичните знаат подобро од политичарите. Да, и да ги представуваат интересите на граѓаните. Апсолутно, да. Така. Дали тоа беше основната причина што и Тасев се вклучи? Да, апсолутно тоа е основната причина. Како што кажав, јас немам интенции да бидам политичар, него едноставно е време овој начин на функционирање еднаш за секојаш да престане. Или да биде професионален, да се вклучат луѓе, каде ќе се изнајде некој модус, да бидат некои луѓе, професионални луѓе докажени во својата област, или да се вклучи обичниот народ. Бидејќи очигледно, вака повеќе нити може да се тера напред. Тасев, очигледно забележав дека наоѓате замерка на сето она што досега било од страна на Советот како советници, имајќи во предвид, да ве цитирам, нели, партиите се тие кои што доминираат. Зашто ќе се залага Единствена Македонија кога ќе влезе во Советот? Прво, Единствена Македонија ќе се залага за ревизија на работените на општина Струмица. Да. Целосна ревизија, како и на сите јавни предпријатија. Што е тоа што се работело овие 20 години уназад? Како се работело и зашто така се работело, кога можело на некој сосема друг и поедноставен начин. Исто, ќе се бара ревизија на генералниот урбанистички план, деталниот урбанистички план, да видиме на кој начин се носени и зашто се баш така носени. Зашто не се контактирани граѓаните, не се контактирани експерти секој од својата област, па да се најде како општина Струмица треба да се развива, а не по желби на поединци и на групи. Тоа е интенцијата и еден, да кажеме, сосема нов пристап за развој на општина Струмица. Значи, во план е изработка на нов генерален и детален урбанистички план, кој ќе ги офати сите населени места во Струмичката регија, мислам, оние што припаѓаат преку општина Струмица, за да се направи придвижување напред за и тие луѓе, конечно да бидат вклучени во животот и делувањето на општина Струмица. Затоа што вие не може само преку 4 години на избори да ги посетувате и да им ветувате брда и долини, а на крајот да ги нема најосновните услови за живот. Тоа е интенцијата. Забележав на самиот старт рековте ревизија на работењето на општина Струмица и јавните предпријатија. Да. Дали како Единствена Македонија алудирате на нешто дека сепак нешто не е во ред како што било во изминативе години, бидејќи рековте не за последниве 4, туку изминативе 20 години? Па ајде вака, да земеме прво работењето на комуналец. Тотална катастрофа. Градот е преплавен со ѓубре.
Центарот на Струмица е хаос, грозен. Предпријатието за стопанисување со паркинг простор. Да не зборам. Булеварите ни се претворени за подвижни тезги. Човек едноставно не може да помине по самите тротоари. Сето тоа некој не го сработил. Значи да видиме зашто не е сработено. Значи ние имаме ситуација, беше 3 или 2 јануари, кога не само глобалот, него ќе изгоравме сите. Видовме дека против пожарната служба бараше помош од цела Македонија, затоа што некој ставил ваков трговски центар, без прито да ги зема сите нормални параметри за градба. Затоа што тука влегуваат параметри баш од сите аспекти. И од безбедностни, и за евакуации, и за дотори, и за се. Значи, затоа мора да се изврши ревизија на сите предпријатија. Еве ќе ги земе против пожарната служба. 30 години никој не купил едно возило. Се што го возат на фапчето од дедо Тито. Тоа е срамно. Значи, ние сме град со преку 50.000 жители, плюс околните села, а има 4 противпожарни возила, тоа е 1 или 2 донации, ако не се лажам. Зарем, до сега општината Струмица не може да набави барем 2 нови возила. Не можеше да основа некоја школа каде што овие пожарникари што ги имаме гинат жалните, тоа е стварно жално, да обучат ето некој вид како цивилна помош. Не дај Боже како што беше сега ситуацијата во Источна Македонија. Ние немаме, еве, пак ќе го земам пример глобалот. Бидејќи јас живеам до глобалот, ние моравме да стражариме цела вечер да не изгорат изградите. Затоа велам мора ревизија на сите приватни предпријатија, да видиме како се работи во тие предпријатија. Зошто наместо да се инвестира во кадарот, во инфраструктура, во опрема. Да, во опрема, никој тоа не го прави. Него цело време е ке. Од ке повеќе не може да се живее. Тасев, освен за градот Струмица, дали ќе се борите подеднакво исто и за жителите од населените места? Не е само Значи, јас предходно не случајно спомнав дека во новиот генерален урбанистички план, кој пред се треба да го изработат стручни луѓе, не Тасев, бидејќи Тасев е обичен возач, значи да бидат опфатени сите места кои гравитираат под општина Струмица. Како инфраструктурно, така и во плановите за иднина, градот мора да се шири. И ние мораме првенствено да ги искористиме населените места. И тоа рамномерно. Значи, мора тие луѓе да добијат водовод, мора да добијат фекална канализација, да добијат спортски терени, да добијат, не знам, трговски центри и се што им е потребно за нормален живот. Значи, еве, ние го имам пример Триводи. Едно прекрасно место. Дали некој досега се сетил да го направи барем на луѓето ентузијастите што направи викендички или било што да им направи пат? Не. Кој имаме работи? Хаоси. Никој ништо не презема. И сега, после 4 години, кога ќе дојдат на ред изборни, пак ќе одиме таму. Па, ајде да направиме, да ги собереме сите тие компетентни луѓе. Нека изготват и генерален, и детален, да се поврзаме сите заедно. Значи, како што сака Струмица и граѓаните на Струмица да имат газ, вода, канализација и се, сакат и тие граѓани. Пошто и тие плаќат придонеси на таа општина. А што добиваме ние од тоа? Ништо. Така, значи рамномерно ќе се залагате и за подобрување на условите за живот и во населените места. Единствена Македонија нема многу честа шанса да биде дел од изборите локалните овде во Струмица, со оглед дека сте нови. Еве на крај, 8 советнички листи се во Струмица. Ако ве прашам, Тасе, зошто граѓаните да гласаат за Струмица, кој е одговорот со оглед дека ни остануваат уште 60 секунди? Зошто да струмичани да се изјаснат и да гласат, не знам под кој реден број сте, да гласат за вас 19. новија локални избори? Јас сите мои суграѓани ќе ги повикам, значи некако сите политичари гласајте за мене, него ќе им кажам дека сега е периодот секој да размисли за кој ќе го даде својот глас. Бидејќи наредните 4 години може да бидат многу добри, а може да бидат и уште полоши. Затоа време е сите заедно да размислиме за еднината на сите нас, а пред се на нашите деца кои за жал не избега надвор од Македонија. Така да, еве, изборот е сега на граѓаните го имат својот избор, го имат својот глас, сега го имат единствено после 4 години суверенитетот. И треба сами да одлучат што е најдобро за нив самите. Не за Тасев, не за Ване, него за сите нас, како целина, како општина Струмица. Да конечно и ние осетиме дека одиме према Европа, а не само
во наводници Европа, ние сме светлосни години за таа Европа. Тасев, јас ти благодарам што беше дел. Се надевам дека успеавме Единствена Македонија и вашата советничка листа да ја приближиме до граѓаните на општина Струмица. Многу успех на локални избори. Се надеваме дека повторно ќе ве видиме во студиото на Јас канал Вис. пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата и за учеството во вашата емисија. Ми беше чест и се надевам на фер и мирни избори пред се. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Александар Тасев од Единствена Македонија, носител на советничката листа на Единствена Македонија за општина Струмица за престојните локални избори 17 октомври.